Значи во оваа вежба ќе обработиме програмата SolidWorks и во неја ќе представиме значи нацртан фигура нацртана како во форма на медал. За тоа да го нацртаме првен треба да представиме плейн. Првиот плейн ќе го направиме на 20 мм на 20 мм оддалеченост. Потоа земаме нов плейн кој ќе биде копија на првиот плейн, само ќе го прекрстиме во плейн 2. Ќе го ставиме на 25 мм. Потоа земаме нов плейн кој ќе го ставиме на 30 мм. Ќе го крстиме плейн 4 и потоа земаме нов уште еден плейн кој ќе биде фотокопија на претходниот плейн. Ќе го крстиме плейн 6 и ќе биде на 40 мм. Откако ќе ги нацртаме овие плейнови, се враќаме на треба да нацртаме нов плейн кој ќе биде како реверсна функција, значи да во обратен правец, но тој ќе оставиме на 140 мм, за да бидејќи треба да биде повеќе оддалечен. Сега откако ќе ги направиме овие со помош на латката Rotate View можеме да ги ротираме објектите. Првен ќе го земеме плейн, ќе работиме со плейнот 7. Во него значи ќе го нацртаме горниот дел од медалот. Со должина 27, со радиус 27 мм. Потоа одиме на плейнот 6, каде што прво маваме Ехид скетч, потоа одиме на плейнот 6, па повторно маваме скетч, за да можеме да цртаме на тој плейн. Тука ќе нацртаме значи малку поголем круг од него. Потоа повторно се враќаме на изометрик, одиме на плейнот 4. Во него цртаме мало крugче кој ќе означува местото каде што треба да го фатиме медалот. Потоа во плейнот 2 ќе нацртаме некоја фигура во вид на квадратче. Потоа одиме
на скетчот кој ни е најоддалечен, односно плейн 8, повторно таму можеме да нацртаме било каква фигура. Во случајот ќе нацртаме форма на правоаголник. И потоа значи за овие да ги поврземе треба да ја користиме функцијата lofted boss base. Значи со неја се поврзуваат сите објекти. Со неја се поврзуваат сите објекти. Кога ќе завршиме со поврзувањето, кликнуваме на yes и при тоа го добиваме саканиот објект. Со помош на функциите zoom, pan и rotate можеме да го ротираме, значи добиениот медал.